Падот на бугарската влада нема да ја закочи изградбата на железничкиот тунел меѓу Македонија и Бугарија. Политиката нема да влијае на проектот, вели вице-премиерот Николовски. Вчера и завчера се случила првата средба на директорите на двете железнички инфраструктурни предпријатија и нивните тимови во Софија. Втората средба е закажана за јануари. Паралелно, вели Николовски, се очекува Европската Унија да обезбеди 100% грант преку механизмот СЕФА. Ние презедовме наши обврски, тие презедоа своји. Во однос на нивните обврски во моментов тече процес на жалба, колку што сум информиран, во Бугарија за изградба на делот од Ѓуешево до граница, штом заврши ќе изберат изведувач и во моментов прават проектирање за да можат на пролет да одат на тендер за делот кој што оди Софија, Перник, Радомир до Ѓуешево, некаде околу 1.200.000 ќе е проценета вредност на нивниот дел. Во однос на нашиот дел, така наречениот ПИН или првична информација за тендерот на коридорот 8, третата фаза, излезе на официјалниот сајт на Европската Унија и на официјалниот сајт за тендери на Европската Унија, имајќи предвид дека овде имаме сериозен грант и добри кредити. Процесот го води Европска Унија заедно со железници инфраструктура. Тоа е првиот чекор кој што е веќе направен. Вториот до крајов на месецов зависи од божичните празници. Знаете дека порано се случуваат во Западна Европа, треба да излезе и тендерот за надзор. Договорот за изградба на тунелот беше потпишан меѓу македонскиот и бугарскиот министер за транспорт минатиот месец. Ке биде долг околу 2,5 километри, по половина во двете држави. Тоа е дел од третата фаза од железничката линија Скопје-Софија, која се смета за најкомплексна. Од македонска страна, првиот дел од Куманово до Белјаковце е завршен, а вториот до Крива Паланка е готов околу 30%. Мартин Арсов, Сител телевизија.